затоа што нашиот народ е во непосреден допир со исламот веќе 6 века, кај нас релативно малку се знае за исламот како доктрина и за разните негови манифестации, од елементарните обичаи до правата верска екстаза. Преку овие неколку кадра ќе се потрудиме да ги прикажеме верските обичаи и игри на една од најпознатите и најмистични секти во муслиманската религија, Рифаи сектата. Историјата на оваа куќичка, каде што влегуваат тројцава старци, е доста интересна. Тоа е теќе, храм на припадниците на Рифаи сектата. За неа ќе говориме потаму. По влезот таа не се разликува од другите куќи во нејзината околина. Внатрешноста не е иста. Во дворот, покрај разните цветења и дрвја, е подигнато турбе, мала гробница во која почиваат поглаварите на ова теќе со своите најблиски од фамилијата. Ова е внатрешноста на теќето. Јужниот ѕид е целиот испишан со цитати од Коранот. Во вдлаботината на овој ѕид е михраб, олтарот, каде се светите реликвии толку потребни за докажување верноста и оданоста кон сектата. Со еден трем, самото теќе е поделено на неколку простории. Ова е молитвената просторија, сама ахане. Наспроти е собата на дервишите, каве одаси. Така се вика поради тоа што во неа се вари кафе за дервишите и посетителите. Веднаш до неа е просторијата за гости, мејдан одаси, каде е и тронот на шеихот, односно местото, каде за време на неговото отсуство стои неговата облека, што ја носи само при вршење на обредот. Една рамазанска вечер 1951 година во Скопје. Оџата го огласува почетокот на молитвата. Аллаху екбер, Аллаху екбер, ла илаха иллаллах. Сите верни рифајовци со наведнати глави и смирени стапки во неколку реда се поредуваат пред михработ. За време на рамазанската молитва, постарите членови на сектата не се задолжени да присуствуваат. За нив е поважна дервишката молитва и игра. Во оваа молитва, преку разни покрети на рацете и телото, преку разновидна мимика, тие го читаат Коранот и го слушаат гласот на Аллаха. По рамазанската молитва влегуваат постарите рифајовци, односно дервиши. Тие се поредуваат во круг по својот хиерархиски ред. На знак од шеихот, певците на теќето, зекирите, заедно со останатите ја започнуваат дервишката молитва. Од првин, полека, тихо, свечено. Потем, се посилно и посилно се разнесуваат молитвените зборови, за да на крајот минат во неразбирливо алаукање. Оваа молитва, што трае скоро цел час, е славопојка на дервишите кон основоположникот на сектата Сеид Амет Рифаи шеих, роден во Басара, Уми Убейде, 512 година по смртта на Муамеда. Пред повеќе од 200 години, во центарот на тогашно Скопје, зад Битпазар, до новосозиданото малцинско училиште Илирија, во чест на Рифаи шеих подигнат е овој храм, ова теќе, од Аџи Мемет шеих, прадедо на денешниот шеих Мустафа шеих. Вакви и слични теќиња во Скопје имало повеќе, но сега е останато само ова, кое е ставено под заштита на законот. Теќињата порано представувале некој вид специјални школи. Разните секти, во основа муслимански, што ги има преку 10, имале и нарочни обреди, јавни или тајни, како и една многу расширена апокривна книжевност, која после оттаму се пренесувала од уста на уста, дури и надвор од муслиманските кругови. Дервишките редови си ставиле во задаток издигнување душевната страна на човекот.
Преку физички мачења, кои ги вршил и самиот Рифаи, лежење во жешки фурни, јадење на огин и друго, тие оделе во чекор со останатите луѓе, сметајќи се себе за физички и духовно појаки од останатите. И еве, во самата молитва, тие ја искажуваат својата радост, што физички ќе ја остранат лошата душевна реа од своето тело, што ќе може до некаде својата животна енергија да ја израмнат со енергијата на останатите луѓе. Оти Коранот вели: сите луѓе се еднакви. Дефот, кудумот, зилот ја надополнуваат нивната песна и радост за физичките маки што наскоро треба да ги поднесат. Се уште со сигурност не може да се каже дали од претеран умор, малаксаност, транс или од прецизното познавање на анатомијата на човекот, што при подењето со тък или дарк не тече крв. Дервишите веруваат дека во колку протече крв при бодењето, тога значи дервишот не пристапил кон молитвата со чисто срце или пак бил урочен. Педесетипет пати годишно дервишите од Рифа и сектата се собираат во оваа просторија на молитва и дервишки игри. Но само со бодење не се докажува верноста кон сектата. Еднаш во годината, во месец ноември, 20 дена по Курбан Бајрам, се дервишки пости. Тогаш дервишите не пијат вода 10 дена, а јадат само леп и сол. За дервишките игри сега се во употреба само два вида бодежи, тък и дарб. Тък е тенок бодеж со должина од околу 20 см. Со нив се бодат ново воведените дервиши. Дарпот со својата должина од преку 40 см, дебелина 2 см и челични реси на топузот, служи за игра и бодење на постарите дервиши. Помладите дервиши ја имаат честа да бидат бодени од шејхот, а постарите, играјќи и пеејќи, се бодат сами в уста, образ, грло, стома. Порано, за дервишките игри се употребувале повеќе инструменти. Ѓул, долга шипка што на жежена се става в уста, потем джембија, еден вид секира, служела за ударање при дервишките игри, ебер, многу сличен на старите хелебарди и други. И еве, како што нивните сенки се губат под утринсково светло, така и оваа мистична и паганска секта се губи со културното издигнување на народот.